Јас како граѓанин сметам дека во време кога владата на Република Македонија се задолжува со нови 340 милиона евра и тоа на комерцијалниот пазар со камати од 6,8%, да се потрошат 3 милиона евра на изградба на аквапарк и не е некој приоритет во овој временски период. Во исто време гледаме дека со ребалансот на буџетот се крати од здравството, значи од здравјето на граѓаните 9 милиона евра, се крати од образованието 11 милиона евра и тоа е значи делот со кој се локалната самоуправа го финансира образованието, се крадат други ставки во буџет и во овој момент да се смета дека токму најприоритетно на граѓаните е изградбата на аквапаркот на територија на општина Карпош, мислам дека оставам на граѓаните сами да проценат. Овој урбанистички план го нарача општина Карпош, го плати општина Карпош, ревизиите ги плати општина Карпош, го изработи општина Карпош и го носеше од институција на институција за негово добивање и нема зашто ние да го кочиме, нити пак било кој проект на владата ние сме закочиле во општина Карпош, вклучувајќи го и овој проект аквапаркот. Кога веќе одлучиле да прават аквапарк, нека прават, во крајна линија подобро е да се направи аквапарк отколку парите да се потрошат на врби. Но во исто време го молам момчето кој што е директор на овој центар Борис Трајковски да не ни праќа пораки преку партиски напишани пресконференции и да дојде проектот да си го образложи пред советниците на општина Карпош, оние кои што се надлежни да го проценат квалитетот на проектот и нивната замисла и да ја донесат нивната конечната одлука, така да јас овој урбанистички план ќе го ставам на дневен ред на седница на Совет на 11 мај и во исто време го повикувам тогаш да дојде да го образложи проектот пред советниците на општина Карпош, кои што потоа ќе се ја донесат конечната одлука. Благодарам.